Скопските пожарникари во текот на целата ноќ се обидуваат да го изгаснат пожарот кој што вчера попладне изби на депонијата Дрисла во Скопје. За жал, гаснењето со вода не даваше резултати, поради што се пристапи кон затрупување на најкритичниот дел од депонијата, каде што беше најсилното горење. Бидејќи е прогласена кризна состојба на територијата на целата држава, поради пожарите кои што ја зафатија државата, денес надлежноста врз депонијата Дрисла ја презема главниот штаб за управување со кризи. Од тие причини дадовме задача денес да се започне со агресивно затрупување на делот од депонијата Дрисла, каде што го имаме најголемото чадење, односно делот каде што се одвива горењето. Очекувам до попладневните часови овој дел да биде целосно затрупан и чадењето кое што од вчера доцна попладне до денес предизвикува силни непријатности на граѓаните да застане. Од друга страна, имаме индиции дека се работи за намерно подметнат пожар, бидејќи во текот на лето во кое што имавме рекордно високи температури, не дојде до само запалување на оваа депонија. А сега, кога температурите, особено ноќните, се далеку пониски во однос на јули, дојде до самозапалување во наводници на оваа депонија. Исто така денес Управувачкиот комитет за управување со кризи и предложи на владата да донесе одлука за забрана за движење во депонијата Вардариште. Оваа депонија ќе биде обележена и движењето низ неа ќе биде казниво. На тој начин ќе спречиме злонамерници да се движат во оваа депонија, истата ќе биде внимателно обезбедена и ќе спречиме намерно, но и ненамерно нејзино потпалување. Да потсетам дека од страна на МВР се поднесени кривични пријави против 3 лица кои што веќе се наоѓаат во затвор, лица кои што управувале со диви отпади, на кои што вршеле откуп на метали, кои што биле добивани преку процес на согорување на кабли и друг вид на отпад на депонијата Вардариште. Ова се мерките кои што досега се преземени од страна на владата и другите владени институции, за да се избегне опасноста од предизвикување на нови пожари на овие депонии и очекувам истите да дадат сериозни резултати. Секојдневно на депонијата Вардариште од страна на специјалните возила на ДЗС се врши дотур на вода со кој што се догаснуваат испарувањата кои што секојдневно упорно се повторуваат. На депонијата Вардариште, но и на депонијата Дрисла се наоѓа по најмалку едно возило БТР или Хермелин на дирекцијата за заштита и спасување. Очекувам во текот на денешниот ден двете депонии да бидат целосно затрупани, бидејќи се работи на затрупување на критичното место на депонијата Вардариште. По завршувањето на изборите, потребно е градоначалникот на градот Скопје се разбира во соработка со владата, со градоначалникот на Гази Баба, но и со сите останати надлежни министерства и институции да започнат со реализација на проектот кој што е донесен пред повеќе години, кој што ќе биде трајно решение, бидејќи ваквото затрупување ќе биде само едно привремено решение со кое што ќе гарантираме безбедност и здравието на граѓаните.